Почитувани съветници, почитувани представници от общинската администрация, почитувани съграждани. Я отварям седмата седмица на Совет на община Демиркапия и най-първо отварям ветрес от удържаната 6-та седмица на Совет на община Демиркапия. Дали някакви забележки по однос на записникот от удържаната 6-та седмица на Совет на община Демиркапия. Evo, jaz je vzal malo primjetno, minata pad, sedmje sektora države. Znači, na predlog rešenja za imenuje načelni upravni odbor. Tukaj je pripišano, da je eden od prijavljenih kandidati ne se pojavlja za državното intervju. Naprimer, na samата седмица, точно е дека кажате, например, дека имало 5 предлози, фактически 4 и случайно това не е кажано. Но без разлика, например, сакам, например, нема потреба да се допишуват некои работи. Съвано до това да знаем, например, ако 5 се приявили, а 4 ги гласаме, дека некои нещо не удивно ред, дали документация, дали това. Али имам забележка, защото е допишано на другата точка за надзора, да, там е спомната, дека не ги изпълнили гостовите тия работи. Там не се появи на интернет. А за това точка не е спомната. Мислите дека тоа не го спомнаме ние во образложението, тоа е наведено во... А реално не се появи. Значи не се появи, значи не е спомнато да. На Советот само кажате дека има 5 кандидати, а починали ги питат 4 гласаме просто. Само това ми е примерно, например, няма потреба да се допускуват некои работи. Значи ние ќе го изкоригираме во тој дел, така ќе биде. Само дека се преведете. Все пак имаме и снимки от седмици, няма потреба да се додава некои работи, како било, така било. Не. Баш и првата точка е важна, това ми е хубаво и на управа, да управа, и надзора ни, после ќе разговараме и там да решим за некои услуги. Горе забелешката е веќе биде прифатена, како да кажем, од наша страна и записникот ќе биде ете во тој дел коригиран. Благодарам, колега. Дали некој друг разговор? Види, че никой не дава разбор. Записникът от държавната 6 седмица на Совет на община Демиркапия поставя на гласане. Кой е за? Важа ли? Со забелешката. Да, забележка. Хайде да се за. Едногласно за, няма против, няма въздържани. Констатирам, че записникът от държавната 6 седмица на Совет на община Демиркапия е усвоен. За работа на седмата седмица на Совет на община Демиркапия предлагам следниот дневен ред. Точка брой 1. Предлог одлука за разрешување на јавен повик за проявување на интерес за пријавување на кандидати за избор на еден член на управен и еден член на надзорен одбор на јавното предпријатие за комунални работи Бошева Демиркапия. Точка брой 2. Предлог одлука за траен отпис на данъчни побарувања од евиденцијата во данъчни обврски на општина Демиркапија заради неман гласаец. Точка брой 3. Предлог одлука за отпис на застарени обврски во буџетот на општина Демиркапија. Точка брой 4. Предлог одлука за определување зони за утврдување на пазарната вредност на недвижен имот, градежни објекти на подрачјето на општина Демиркапија. Точка брой 5. Предлог одлука за отпишнување на активности за ажурирање на процената на загрозеност на општина Демиркапија. Точка брой 6. Предлог програма за активностите на општина Демиркапија во областта на образованието и спортот во 2026 година. Точка брой 7. Предлог програма за активностите на општина Демиркапија за ревитализација по елиминирање на кризи во областта за заштита и спасување во 2026 година. Точка брой 8. Предлог решение за именување на командант, началник и членови на општинскиот штаб за заштита и спасување. Точка брой 9. Предлог решение за формирање на комисија за селекција на кандидати по јавен повик за пројавување на интерес за пријавување на кандидати за избор на член на управен, односно надзорен одбор на јавното предпријатие за комунални работи Бошева Демиркапија. Точка брой 10. Предлог решение за давање согласност на статутарна одлука за измена и дополнување на статутот на Бошева Демиркапија. Точка брой 11. Предлог решение за давање согласност на финансиски извештај на Бошева Демиркапија за 2025 година. Точка брой 12. Предлог заклучок за усвојување на годишен финансов извештај по завршна сметка на Димче Ангел Градов Демиркапија за 2025 година. Точка брой 13.
Предлог заклучок за усвојување на годишен финансов извештај на Борис Трајковски Демиркапија за 2025 година. Точка број 14. Предлог заклучок за усвојување на годишен финансов извештај по завршна сметка на Дом на култура Мирка Генова Демиркапија за 2025 година. Точка број 15. Предлог заклучок за усвојување на годишен извештај за работата на Дом на култура Мирка Генова Демиркапија за 2025 година. Точка број 16. Разгледување на барања од физички и правни лица. Точка број 17. Се предвидени советнички пражња. Значи, предлагачот се бара да се повлече точка број 17 поради неможност за присуство на градоначалникот лично од оправдани причини. Меѓутоа, вие одделихме претходно одлуката за измена и дополнување на одлуката за автотакси превоз која што произлезе од комисијата вчера од Државната комисија на урбанизам. Доколку би било прифатено, предлагаме таа да биде дополнета на МВР. Значи, точка број 17 да биде со одлуката за измена и дополнување на одлуката за автотакси превоз на патници во општина Демиркапија. Кој е за вака предложение од дневен ред? Едногласно за, нема против, нема воздржани. Констатирам дека вака предложение од дневен ред е усвоено. Преминуваме на вака, поради тоа што веќе директорката на Дом на култура Мирка Генова веќе присутна, предлагам да започнеме со дневниот ред со точка број 14. Значи, точка број 14. Предлог заклучок за усвојување на годишен финансов извештај по завршна сметка на Дом на култура Мирка Генова Демиркапија за 2025 година и продолжуваме потоа веднаш со точка број 15 поради присуството на директорот. Поведете. Благодарам, председател. Добар ден на сите. Дом на култура Мирка Генова Демиркапија, во чиј состав работи музејот и библиотеката. Во измината во 25 година ја заврши успешно во делот на финансиското работење. Дом на култура Мирка Генова располага со 4 сметки. Сите 4 сметки се различни и сега ќе ви кажам кои се. Една сметка е сметка која што е за блок дотации, односно сметка за плати и за наменски средства, кој што се користа за материјални трошоци на општинската установа Дом на култура Мирка Генова. Собствена сметка на која што ни пристигнуваат средства по основ на чланарини и на приходи од наплаќање по основ на билети за културни манифестации. Тоа е значи собствената сметка, општинска сметка која што е фактички најнова сметка за средства кои што доаѓаат по основ на општински дотации на име на Дом на култура, и последната сметка е сметката за проекти, кои што ние проекти ги аплицираме пред Министерството за култура и туризам, а тоа се фактички и основата на нашето работење. Тоа се 4 сметки и сега, ако сакате, во делот на која сметка мислите да се разговара, да поминеме на тој дел. Еве, например, ако е сметката за плати, ова што е наменска, односно за блок дотации, во однос на платите за вработените на општинската установа Дом на култура Мирка Генова Демиркапија, тука нема никакви измени во смисла на тоа колку се предвидени плати за вработените, толку е и потрошено. Таму не може ни да се троши ни повеќе ни помалку. На истата сметка се и средствата кои што се наменски, односно наменети за материјални трошоци на институцијата, и тука сме имале пари за блок, односно за наменски трошоци, од прилика 100.000 денари, точно 98.988.000 денари. Ако гледате, тоа е 16-ката означена сметка. Значи завршна сметка, на крајот со 16 бројот завршува, од каде што сме плаќале средства за струја, вода,
пошта, превоз на луѓе, значи тие се пари кои што сме ги трошиле од таа наменски трошоци фактички од тие пари. Тоа е таа сметка каде што не можеме да импровизираме во смисла на повеќе или помалку средства, колку имаме толку трошиме. Сметката за проекти би сакала да ви образложам, иако исто така и таму не можеме да трошиме повеќе од колку што се предвидени средства. Тие средства се предвидуваат по основ на проекти, како ни е одобрено по основ на проекти, толку и сме потрошиле. Таму не можеме да трошиме ништо повеќе, ниту пак помалку. Мораме да ги реализираме проектите како се предвидени со годишната програма на установата. Во смисла на тоа сме имале активности во делот на фолклорот и традицијата, библиотечната дејност, музејската дејност и ликовна дејност. Тоа се дејности кои што работат во рамки на институцијата, практично во делот на културата. Сме работеле во делот на проекти и тоа е значи во делот на годишната програма на установата. И тука е успешно реализирана годината со тоа што некаде останале некои ситни пари, али тоа се многу малку пари кои што не сме ги реализирале од прилика по 100 денари. Имаме сметка која што на крајот завршува со бројот 11, тоа е сметката за сопствената сметка, на која што имаме средства, како што и претходно кажав, по основ на чланарини во институцијата и по основ на билети. Чланарини во нашата институција пристигнуваат по основ на чланарина за библиотека и по основ на чланарина за фолклор. Другите средства ни пристигнуваат преку билетите, продажба на билети за театарски представи или театарски представи кои што доаѓаат од надвор, од други институции. При што до оваа сметка, еве тука е точно опишано што можеме да платиме, сме купувале ситен материјал, средства кои што ни биле потребни за сцена, за подготовка на сцена за театарски представи, значи на тој начин сме ги користеле средствата, еве тука и опишано е точно што и сите средства каде што се потрошени и како се потрошени. И последната сметка, тоа е сметката за општинската сметка, од каде што од општина Демир Капија се прелеани средства во буџетот на општинската установа Дом на култура Мирка Гинова. Тие пари се потрошени за фестивалот Без рамка, кој што веќе традиционално секоја година се одржува на крајот од месец јули и на почетокот на месец август, и за завршниот концерт на културно-уметничкото друштво Мирка Гинова со набавка на носија и фактички организирање на концертот завршен како еден голем настан. Тоа се тие средства кои што поминале преку сметките на нашата установа. Повелите? Ви благодарам за образложението. Да ми некој два разговор по односно на точка број 14. Јас, како што кажете на комисијата за финанси, имаме една попаза во однос на други сметки што беа со други трансфери. Имате точно образложено што и каде се потрошени финансите, како и претходен советник од опозиција најмногу рече тоа што има ставено конта со други договорности, други текуни расходи, но на база е текла лошога за администрацијата, е образложено точно што и каде. Еве тука во конто 425290 на Комисијата за финанси, од мене ви беше поставено прашање, имате ставено само договорни услуги од 48.000 денара, но вие ми кажете дека тоа се однесува на книговодство. Точно. Значи, во делот на финансиското работење, точно е определено од кое конто што смееме да платиме и како смееме да платиме, со тоа што ако на тоа конто нема доволно средства за плаќање на комунали, законот дозволува да се искористат средствата од некое друго конто и од друга сметка, така да тие се парите што, да речеме, еве тука јас сега гледав,
на сметката, собствена сметка, каде што еве пише од другата страна разни трансфери, вкупно 87.147, ако забележите дека точно е опишано во делот на разни трансфери, сепак што е се купувано, набавувано и платено. Тоа сето е за потребите на институцијата, заради тоа што самата институција има своји потреби, во смисла на реализирање на активности. Ако се работи за театар, за патување на фолклор, на настап на културно-уметничкото друштво или на пејачката група, и се тоа сите аматерски здруженија кои што работат во рамки на самата институција, сепак има потреба од поддршка за да може да си функционираат како што треба и да се представат, а со тоа е представат и општина Демир Капија надвор од границите на општината. Ви благодарам. Даваме два разбор. Речите два разбор. Точка број 14 поставам на гласање. Кој е за? Едногласно за, нема против, нема воздржали. Преминуваме на точка број 15. Предлог заклучен за избројување на годишни извештаи за работата на Домна култура Мирка Гинова. Поведете директорка. Благодарам. Значи, Домот на култура Мирка Гинова Демир Капија минатата година, 2025, има реализирано настани во сите нејзини дејности. Во дејноста театар, ликовна дејност, фолклор и музејска дејност. Вака, во делот на театарот, театарска представа која што е подготвена од страна на нашиот вработен, заедно со членовите во театарската група, е спремена представата Парите се отепувачка, со која што Демир Капија се представила во други градови, не само во Демир Капија, туку и надвор од Демир Капија, во државата, но и надвор од државата. Значи, тоа се навистина големи напори да се реализира такви активности, бидејќи сме ние многу мал број на вработени и буквално се вложуваме сите, независно од кој дел доаѓа, да ги реализираме нашите активности. Минатата година со театарот имавме наше представување во Босна и Херцеговина, во градот Конјец, каде што беше успешно представена представата Парите се отепувачка со учениците од основното училиште Димче Ангелов Габер. Во дел, а исто така и нам ни гостуваат доста театри, меѓу кои беа и Велес, Кавадарци, фестивалот е особено за поздравување, што јас еве и сега ќе кажам, меѓутоа и разбрав дека и оваа година општина Демир Капија ќе го поддржи театарот. Тоа така и треба да продолжи, таа традиција, заради тоа што тоа е многу важен дел од културното живење и културата на Демир Капија. Значи, општ развој за градот. Ни дојда од страна, од разни други градови и планираме да продолжиме со истото темpo. Во делот на фолклорот и минатата година се одржувале доста настани, се одржувале патувања надвор, еве во Гевгелија, Скопје, Охрид. Еден податок што би сакала да го споделам со вас е дека Куд Мирка Гинова е член на СОФАН. СОФАН тоа е едно здружение на фолклорни ансамбли на Македонија. Ланската година тука во Демир Капија на 22 октомври јужниот регион, поделени си по региони во целата држава, јужниот регион имале тука во Демир Капија, што бил преубав настан тука за јужниот регион од повеќе места. Богданци, Гевгелија, Негорци, Неготино, Кавадарци да има свое представување. Еве сега во недела ќе имаме ние годишно собрание на СОФАН. Многу е важно Куд Мирка Гинова да биде дел од СОФАН. Во делот на ликовната дејност реализирани се две изложби ликовни и една изложба во делот на музејската дејност. И повторно, тоа е навистина за поздравување, заради тоа што со мали средства носиме ликовни актери да се представат тука и практично да заживееме ликовната дејност. И во делот на музејската дејност, односно и библиотечната на крај ќе оставам, во делот на музејската дејност имавме реализирано според програмата која што ви е доставена, исто така неколку проекти. За вас како локално население, како жители од Демир Капија е гордост затоа што се спроведува археолошки ископувања кои што беа реализирани на локалитетот Маркова кула. Лани годината ја завршивме, претходно кажав, со изложбата Теракотните икони од Виничко кале.
Имавме истражувања на еден локалитет тука во Демир Капија кој што планираме оваа година да го реализираме. Имавме истражување на проект истражување на камена пластика во регионот на Демир Капија и финално што е за поздравување голема работа беше завршена со еден проект кој што ни беше одобрен од Министерството за култура и туризам, поставување на заштитни решетки на прозорците на музеот, со тоа што во еден голем дел е обезбедена, односно е постигната заштитата, безбедноста на самиот објект во музеот. И секојдневното доаѓање на туристи, музеот предизвикува голем интерес. Треба и да продолжи така, треба да се зголеми капацитетот на вработените, за да можеме уште повеќе да развиваме дејноста. И на крајот ни е библиотечната дејност. Библиотеката работи во рамките на Дом на култура, со еден вработен, секоја година се зголемува бројот на расположливиот книжен фонд. Исто така библиотеката е дел од Кобис програмата. Тоа е една програма со која што работат сите библиотеки во државата и на светско ниво исто така се работи. Бев информирана дека на тој начин секој кој што сака да ја побара книгата, да види дали во нашата библиотека таа има книга, може со едноставно преварување преку Кобис системот да влезе во библиотеката, да провери дали ја има таа книга и да се информира и на тој начин да се стигне до книгата. Многу е важно да се развива и библиотечната дејност. Имаме планови за оваа година, за 26-та, како да направиме и повеќе настани во делот на библиотеката, меѓутоа за сега имаме голем фонд на книги, околу 15.000 книги имаме месечини фонд на книги, со тоа што со 40 активни членови и вчера на комисијата ве известив и денеска пред сите членови. Би сакала да известам дека годишната чланарина за членување во библиотеката е само 200 денари. Таа чланарина не е сменета од 2000 и од многу брзо време, значи е многу мала чланарина, што на моја иницијатива би сакала да ја зголемиме, а со тоа може да се зголемат и услови, односно можностите за да го зголемиме фондот и се што ни е потребно за непречено работење на библиотеката. Директорка само потенцираме 200 денари годишно. Годишно, не месечно, туку годишно. Со тоа што секако дека ќе најдеме начин да ги стимулираме читателите, особено госпоđи дами, кои што тука и имаме прегледност дека интересот за читање на книги, особено белетристика, е доста голем. Така да и нашата интенција е не само тој тип на литература, но и стручна литература да почне да носиме, затоа што Демир Капија ги отвора вратите и за стручни истражувања од сите области, така да нашето настојување ќе биде да библиотеката оди напред. Благодарам на внимание. Благодарам вас на излагањето. Дали некој бара збор за точка 19, да рекам? Накратко само мала презентација, никаш на година и годините назад има многу активности на театар и без рамка да станаме препознатливи по тоа. Исто, тоа што кажате сега последно за библиотечната дејност. Може би за стимулација уште од најмалку за повеќе презентации на учениците и за да може Точно. Да се развива. Се согласувам. Тоа се презентацијата на библиотеката и на сите институции е влезано во програмите на учениците од најмала возраст. Уште децата од градинката имат тоа и влезано во програма, да ги носат во библиотеката и школските деца. Сега, например, е зголемен фондот на книги и во самата училишната библиотека. Меѓутоа, тоа нас не спречува да се развиваме. Значи, еве оваа година веќе ние почнавме со набавка на книги кои што ни се по проект, меѓутоа секако дека интересот на издавачките куќи е голем за да влезе било која литература, а пак ако вие имате идеја, може и да кажете, ние например ќе се насочиме да набавуваме книги што би биле од интерес на граѓаните. Ако ние нешто пропуштиме во тој дел, во делот на книги. Ви благодарам, секако дека... Тоа беше да ни помогне, да се развива уште од малине кои од малине, тоа е важно. Најмала возраст да се учи. Ви благодарам. Дадеме друг разбор. Девичните разбор. Точка број 15 ставаме гласање. Кој е за? Едногласно за, нема против, нема возражени. Ви благодарам, директорке. Благодарам на внимание. Поради тоа што директорката на
Борис Трайковски Демиркапија е веќе присутна за точка број 3. Ја давам точка број 13. Предлог заклучок за усвојување на годишен финансов извештај на Борис Трайковски Демиркапија за 2025 година. Добар ден на сите, почитуван председател на совет, почитувани советници, дозволете да го презентирам финансискиот извештај за работата на јавна општинска установа детска градинка Борис Трайковски Демиркапија за 2025 година. Во ИОДГ Борис Трайковски Демиркапија функционираат 3 жиросметки, тоа сметка блок дотации, самофинансирачка сметка и буџетска сметка. На сметката блок дотации доаѓаат средства исклучиво од Министерството за труд и социјална политика Скопје преку локалната самоуправа Демиркапија по претходно изготвен, доставен и одобрен финансов план за 2025 година. На оваа сметка други материјални трошоци за календарската 2025 година ИОДГ Борис Трайковски Демиркапија ви ги презентира следниот преглед. Купни приходи 13.370.094 денари. Купно расходи 13.370.094 денари. Реализирани расходи по соодветни конта. Нето плати 8.761.535 денари. Придонеси персонален данок од плати 3.399.182 денари. Регрес за 2025 година 272.162 денари. Потрошена електрична енергија 207.361 дена. Потрошена вода 135.253 денари. Телефон и телефакс 41.752 денари. Поштенски услуги 5.822 денари. Горива 33.549 денари. Канцеларијски материјали 27.192 денари. Регистрација на моторни возила 14.026 денари. Други материјали 162.090 денари. За одржување, значи има филтри за правосмукалка, даски, тоа се 22.980 денари. Декорација за почетни и завршни приредби 32.650 денари. Перална Кончар фирмата 26.900 денари. Играчки за деца, книги кои се за потребите на градинката 20.781 денар. Сецко, Молам за пауза, извините директорке. Извините, ще ви Само минувам. момент.